Благодарам, председателка. Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, почитувани медиуми, македонска јавност. Денес продолжува расправата за буџетот на Република Македонија за 2025 година. Буџет кој морам да истакнам дека е развоен, реален и осврлив. Буџет кој е ориентиран кон граѓаните со цел подобрување на квалитетот на животот преку поддршка на економскиот раст и социјалната стабилност. Главниот акцент е ставен на капитални инвестиции во инфраструктурата, образованието и здравството, се со цел подобрување на јавните услуги и стимулирање на економскиот раст. Целта на овој буџет е да поттикне економски развој, да обезбеди фискална стабилност и да поддржи подобрување на животниот стандард. По половина година санирање на штетите направени од претходната влада, доаѓа момент за економска обнова на Македонија. Предлог буџетот за 2025 година на Македонија е еден од најамбициозните досега, со планирани приходи од 6,5 милиарди евра, што представува зголемување за 13% во однос на претходната година. Ова зголемена сума има за цел да ги адресира клучните приоритети, како што се подобрување на образованието, зајакнување на социјалната заштита, инвестирање во здравствениот систем, како и справување со предизвиците на симата економија. Економскиот раст наредната 2025 година ќе биде 3,7%, што е остварливо со планираните капитални проекти. Ова очекување се темели на факти, а тоа се странските инвестиции кои досега ги договори владата на ВМРО ДПМН и коалицијата, како и со отпочнувањето на проектот и директна поддршка на општините кој изнесува 350 милиони евра, проект кој предвидува дека ќе се гради во секоја општина. Во предлог буџетот на Македонија за 2025 година секторот образование има значително место и му се дава посебен акцент. Образованието е основен столб на секој општество и е клучен фактор за индивидуалниот и колективниот развој. Буџетот за образование е зголемен за 3 милиарди динари, со што се гледа заложбата дека се вложува за квалитетен раст и развој на децата. Со овој буџет Министерството за образование ги има еден од највисоките буџети за капитални инвестиции кој е зголемен за 115 милиони денари во однос на 2024 година. Со тоа се предвидува изградба и обнова на училишта, модернизација на образовната инфраструктура и обезбедување на подобри услови за наставниците и учениците. Нешто што беше подзаборавено во изминатите 7 години. При тоа, предвидено е зголемување на платите на наставниците и вработените во образовните институции, што е дел од пошироката политика за подобрување на јавниот сектор. Со ова се подобрува стандардот на вработените и зајакнување на квалитетот на овие услуги. Образовните работници ќе добијат покачување на мартовската плата со 7%, но од се најбитно е да се има план и долгорочна стратегија, така што до 2028 година платите во образованието треба да бидат зголемени за минимум 46%. Повисоки плати ќе има и за здравствените работници, државните административци и полицајците. Пензионерите во март ќе го добијат договореното покачување во износ од 2500 денари и со октомвриското покачување ќе имат покачување на пензиите од 5000 денари. Во здравството се планирани 57,4 милиарди денари, кои се за 7 милиарди повеќе во споредба со буџетското планирање во 2024 година. Со овој буџет поголеми плати ќе има и за здравствените работници, кои мора да ги задржиме во Македонија. Здравството останува клучна точка во економскиот раст и социјална стабилност. Владата цели да се подобрат условите за работа на медицинските работници и пристапот на граѓаните до високи квалитетни услуги како дел од пошироката стратегија за општествен развој. Буџетот за 2025 година не само што вклучува директна финансиска поддршка, туку има и стратешка насока за создавање средина
која ќе ги задржи младите за отпочнување на сопствени бизниси, капитални инвестиции во образованието. Младите ќе добијат можности за квалитетно образование, стабилно вработување и перспектива за развој во својата татковина. Битно е да се истакне дека овој буџет е насочен кон зајакнување на земјоделскиот сектор како дел од стратегијата за долгорочен економски раст и подобрување на животниот стандард на руралните средини. Почитувани граѓани, ова е буџет во кој се внесени проекти за кои ни дадовте поддршка минатите избори. Ова е буџет која потврдува нашата посветеност на модернизација и подобар стандард на сите граѓани. Ги повикувам сите пратеници да го поддржат овој буџет и да овозможиме силен економски напредок за Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам. Катерина Димитровска, повелете.